почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, почитуван министер на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитувани гости, почитувани жители на општина Карвенци. Чест и задоволство ми е да ве поздравам, да ви посакам добродојде во општина Карвенци. Оваа година, новој ден, Спасовден, празникот на нашата општина се случува на секојдневен настан. А тоа е поставување на камен темелник со кој ќе се означи почетокот на изградба на нова пречистителна станица за вода за пиење за општина Карвенци. Идејата за изградба на пречистителна станица е зачната пред повеќе од 20 години, а воедно и мое предизборно ветување пред жителите на општина Карвенци. И јас како градоначелник имам честа да ја реализирам, за што јавно се заблагодарувам на владата на Република Северна Македонија и на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за поддршката и обезбедените финансиски средства за реализација на проектот. Исто така, упатувам голема благодарност и кон останатите вклучени страни кои придонесоа да се реализира овој проект. Проектанти, консултантски надзор, изведувачи на работи и нормално мојот тим од општина Карвенци. Пречистителната станица е лоцирана во местност викан Висок Рид, на надморска височина од 425 метри, на катастарски план 265, катастарска општина Козјак, односно помеѓу населените места Карвенци, Таринци, Козјак и село Радање. Овој во основа објектот е со димензии ширина 10 метри и 60 сантима, должина 20 метри и 80 сантима и максимална висина некаде околу 6 метри. Објектот е на две нивоа, едно подземно ниво и приземје во кое е сместена целата електромашинска опрема за филтерот за вода. Пречистителната станица е со капацитет од 40 литра, а водата доаѓа од водниот захват број 3 од хидросистемот Злетовица. Средствата за реализација на проектот во вкупен износ од 105 милиона и 300 илјади денари, од кои 101 милион и 900 денари се наменети за изградба на градежни работи и 3 милиона и 400 илјади денари се за стручен надзор. Овие средства се обезбедени од буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Рокот за изградба на пречистителната станица е март 2021 година. За да се стави во функција овој капитален објект, потребно е да се изградат распределителни цевководи за дистрибуција на прочистена вода од излезниот базен до постојните резервоари за водоснабдување на населените места Карвенци, Козјак, Аргулица, Црвулево, Таринци, Долни Балван, Нов Карорман и Радање во должина од прилика околу 18 километри и вредност на работите од околу 44 милиони денари, за што општина Карвенци располага со проектна документација. Исто така треба да се изгради и пристапен пат со должина од 2300 метри и вредноста на работите околу 12 милиони денари, за што општина располага со проектна документација. Општината во соработка со владата на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство прави напори да се обезбеди финансиски средства и се очекува овие работи да се реализираат до средината на 2021 година. Подеднакво важно е и тоа што самата технологија на пречистителната станица, односно ултрафилтрацијата, како и влезната цена на водата од хидросистемот Злетовица, дават можности и за намалување на цената на водата за крајните корисници, кои што ќе влијаат поголно и на економскиот бенефит на луѓето од општина Карвенци. Во општина Карвенци во изминатите 2,5 години, колку што сум јас градоначалник, реализирани се повеќе проекти од областа на патната инфраструктура, изградени се пристапни патишта во Парналија, Курфалија, Оџалија, Аргулица, тротоари во Долни Балван, Радање,
повеќенamenско спортско игралиште во Радење и други инфраструктурни објекти. Исто така сакам да напоменам дека и во моментот во општина Карбинци е вистинска градежна офанзива. Се реализираат проекти во вкупна вредност од некаде 200 милиони денари. Пречистителна станица, 2 улици во Крупиште, улица во Таренци, улици и мост во село Карбинци, пристапни патишта за Калаузлија, Кипекчелија и викенд населба Вртешка. Наскоро ќе започне изградба на канализационен систем во Козјак и нов Карорман, планинарскиот дом Вртешка заедно со пристапниот пат, детското игралиште и вештачката карпа во село Вртешка. Обезбедени се средства за регулација на речното корито на Козјачка река во село Карвенци, средства за реновирање на училишна зграда во село Крупиште, се инвестира во водоснабдителни системи за село Арголица и многу други проекти кои се во подготвителна фаза. Со реализација на сите овие проекти ќе направиме нешто за кое генерациите после нас ќе зборуваат и ќе ги користат благодетите кои сега ги правиме. Почитувани присутни, на крајот би сакал да ви се заблагодарам на сите кои дојдовте да присуствувате на ова денешна наша свеченост, на сите жители на општина Карбинци да им честитам празникот на општината и воедно на сите припадници од православна вероисповед да го честитам големиот верски празник Спасовден. Благодарам.